По информацијата на локалните медиуми за поставување на полночот за електрични возила, што пред нова година беше инсталиран пред зградата на локалната самоуправа во Кочани, од општината испратија појаснување дека со договор за јавна набавка склучен на 5 октомври минатата година била набавена станица за полнење на електромобили, но и електричен скутер. Барањето за оваа набавка е поднесена од секторот за планирање и развој во средината на мај минатата година, а јавната набавка била извршена во 2 дела. Договорот за уредот за полнење електрични возила е склучен со фирмата Фибернет МК, а скутерот е набавен од добавувачот КМГ ЕОЛ Квазар, при што на првата тендерска постапка учествувале тројца, а на втората двајца понудувачи. Набавката е извршена според најниската цена постигната со електронска аукција. Станицата за полнење електромобили чини околу 246.000 денари, а електроскутерот над 301.000 денари, или вкупно околу 9.000 евра од буџетот на општината. Образложението на општината за набавката на станицата и на електричниот скутер беше дека тоа се прави заради подобрување на квалитетот на живење на граѓаните на локално ниво, со намалување на штетни гасови, намалување на урбана бучева, заштитеност на почвата и водата, помали трошоци за одржување и пониска цена на погонското гориво, како и актуелниот развој на автомобилската индустрија. Инаку, од технички аспект, станицата за полнење електрични возила е уред со веб апликација, со посебни RFID картички, со кои што располага општината, а кои овозможуваат пристап за полнење. Станицата има 2 излези, што значи дека едновремено можат да се полнат 2 електромобила. Електричниот скутер пак се полни преку адаптери на обичен штекер и со едно полнење што трае од 7 до 8 часа може да помине околу 80 километри.